Неделно интервју на порталот Зумака. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со Арбен Таравари, градоначалник на Гостивар и генерален секретар на Алијанса на албанците. Господин Таравари, благодарам што прифативте разговорот. Ви благодарам за можноста и за поканата. Известно е дека ќе се рекандидирате за уште еден мандат за градоначалник на Гостивар. Кои беа причините што донесовте ваква одлука? Значи, искрено ја мислам дека секој градоначалник доволно еден мандат да ги покаже неговите перформанси. Вториот мандат веќе е уморно и за него, бидејќи барем нашата екипа како што работи во Гостивар, како да ќе имаме избори секоја недела, сме биле нон-стоп во терен и стварно тоа ствара и психички, меѓутоа и физички замор. И ја планирав некој од нашата екипа да конкурира. Меѓутоа направивме неколку анкети во склоп на партијата и има уште двајца, да речеме, експоненти од Алијанса кои што се подобри од против кандидатите од ДУИ, меѓутоа тоа е тесно водство со 1 до 2%. И мојата разликата, ја како што бев со одредени експоненти на ДУИ, излегува огромна разлика. И тоа беше основната причина што повеќето членови инсистираа за, бидејќи сме нели нова партија, да не ризикуваме, да одиме на сигурно. Меѓутоа, едно е сигурно дека во целото наше работење овие 4 години повеќе работи екипата отколку ја. Јас сум едноставно повеќе како маскота или како диригент на таа екипа која што безпрекорно функционира. Идниот мандат, ако го земеме, ја планирам уште повеќе простор да им дадам на екипата, кои што се млади луѓе од 30 до 40 години, докажани во своите професии, кои што општината ја гледаат како место каде што можат да дадат свој придонес на својата општина, меѓутоа и на општеството генерално. И не случајно главната причина што нашата општина, ако ги гледате сите релевантни меѓународни, меѓутоа и државни институции, невладини кои што прават испитување на јавното мислење, меѓу најтранспарентните општини, меѓу општините на кои што најповеќе им веруваат граѓаните, општини кај што се реализирани најголем број на проекти. А дали имаме грешки? Нормално. Додека си власт, од првиот ден веќе имаш грешки и ние имаме грешки и недостатоци. Меѓутоа ќе се обидеме тие да ги коригираме, барем другиот мандат да биде подобар. Како конклузија, како констатација, за да една општина остане сигурно да продолжи да биде плюс уште една општина на Алијанса за албанците, јас одлучив да го продолжам, да одам и на втор мандат. И тоа е таа одлука, анкетите беа главната причина зошто се решив повторно да продолжам. Во изминатите 4 години сте реализирале разни проекти, меѓутоа како градоначалник, кои сметате дека се најважни проекти или најбитни за општината што успеавте да ги реализирате во изминатите 4 години? Нормално, јас сум по професија лекар и прво што највише ми е на кејф, да речам, од што сум најгорд како градоначалник е Центарот за аутизам што го отвараме во општина Гостивар. Тоа е прв од таков во Македонија, кој што треба барем во септември или октомври да започне со работа, каде што ќе бидат згрижени и третирани, не само згрижени, туку и третирани 200 деца со околу 10 кабинети, со логопед, психолог, со дефектолог, со психолог, кои што активно ќе работат во таа институција, во која што семејствата со деца со аутизам и со други посебни потреби, едноставно семејството наутро во 8 часот ќе го остави детето и после од тука детето ќе биде однесено во училиште, ќе биде третирано од професионалци по таа област, нема да има потреба семејството да размислува да оди дали во Тирана, дали во Софија, дали во Белград или во некоја друга држава. Тоа ми е најголемиот проект за кој што се гордеам како градоначалник. Другите работи се трите младински центри, кои што се регионални центри, кои што се економски инкубатори и се центри кај што се вкрстуваат општините, Универзитетот на Југоисточна Европа, бизнис секторот, меѓутоа и меѓународниот фактор кој што помогна во отварање на тие центри. Едната е центарот ICANN, која што е за Полошки регион, која што функционира безпрекорно, која што се посетува од огромен број на
млади луѓе и веќе можам да речам дека е регионален рол модел која нормално е направена заедно со Универзитетот на Југоисточна Европа, со швајцарската амбасада, со UNDP. Нормално општината ги обезбеди просторот и одредени услови кои што беа побарани. Потоа имаме уште еден младински центар кој што се вика Cowork, кој што исто така ја кофинансира општина Гостивар заедно со донатори од Соединетите Амерички држави, која што исто така безпрекорно функционира од млади иновативни да речам деца кои што не се деца веќе, тоа се 20-30 годишни млади луѓе, која што се посетува исто така и е центар која што може да ја користат повеќе млади луѓе кои што имаат некаква идеја и не сакаат да платят или не може да платат одредена просторија за својот бизнис и поданатаму кога ќе се развијат се оделуваат и уште еден младински центар која што исто е кофинансирана заедно со Американската амбасада во Македонија и таа функционира како центар за едукација по одредени модули за млади луѓе кои што би се адаптирале за пазарот на трудот во општина Гостивар. Потоа да ги спомнам и проектите кои што е во Кеј Вардар, која што е една од најатрактивните места по која што веќе повеќе луѓе од други градови се случува често да дојдат да го посетат нашиот Кејп со еден спортско-рекреативен центар кој што е финансиран од општината и мал дел и од швајцарската амбасада. Потоа, да ги спомнам и канализација околу 80 километри. Јас сум сигурен дека ако ги соберете 5-6 општини во Македонија, немаат направено 80 километри канализација, 40 километри водовод. Дел од тој водовод е заеднички проект на општина Гостивар и швајцарската амбасада. Асфалтирани патишта околу 30 километри. Повеќе проекти кои што зелени површини на кои што инвестиравме огромен труд. Направивме проект за аква парк кој што треба да се објави како да побараме инвеститор. Се надевам тоа ќе се случи исто во септември или во октомври. И повеќе проекти кои што се реновирање на училишта, повеќето училишта во Гостивар, ако ги има 15, скоро 10 од нив веќе се комплетно реновирани и навистина имаат достоинствен изглед, да речам, да не се споредуваме со други држави, меѓутоа навистина имаат достоинствен со смарт табели, со инвестиции во спортски сали во одредени училишта, спортски терени. Само 5 градинки имаме за 4 години изградено и уште многу други проекти кои што можеби не би сакал да ве замарам. А веројатно за тие 4 години имало некоја ветување кое поради објективни и субјективни причини не сте успеале да ги остварувате тие ветувања. Кои се тие? Постојат ветувања кои што ние планиравме, на пример, ќе ги кажам две кои што ми беа доста битни и важни во мојот мандат, барем нешто да се направи. Меѓутоа не успеавме. Првата е локалниот транспорт, значи урбаниот транспорт. Тоа беше моје ветување во 2017 година, меѓутоа направивме физибилитет студија и покажа дека такви какви што се патиштата во нашиот град, во повеќе места многу тесни, е невозможно да се организира и неисплатливо да се организира и затоа веднаш се откажавме од тој проект. И повторно, и за вториот мандат, ние нема да го ветуваме тоа, бидејќи е практично невозможно да се реализира. И второто ветување кое што го ветив беше депонијата, локалната депонија и регионалната депонија Русино, која што е канцер на општина Гостивар. Јас се надевав дека ќе најдеме, а и имавме инвеститори од странски држави кои што беа заинтересирани да инвестираат таму. Меѓутоа, по одлука на ЗЕЛС во март 2018 година, сите компетенции и ингеренции за регионалната депонија ги зема Министерството за животна средина и владата. И практично ние бевме соврзани раце и кога доаѓа инвеститори, ние само им покажувавме дека треба да одат во владата да побараат од таму евентуално ако сакаат да инвестираат евентуално, бидејќи под концесија може да ја даде само Министерството за животна средина. Меѓутоа за нешто сум многу горд, а тоа што успеавме
заедно со граѓански иницијативи во Гостивар, да да организираме после 4 години таа депонија која што е регионална депонија за Полошкиот регион, мора да се дислоцира и тоа е веќе документ потпишан од сите 9 општини, градоначалници на општини во Полошкиот регион и Министерот за животна средина, дека толку треба период за да се изнајде друго решение и тој дел на депонијата Русино да биде една зелена површина во која што би инвестирале, а Министерството за животна средина да обезбеди за цел Полошки регион некоја друга депонија. Ја би сакал да кажам нешто што исто така многу ми е битно. Кога започнав мандатот во општина Гостивар, немаше ни еден мерач за загадување на воздухот. И тоа е подобро за градоначалниците да не знаат луѓето за повеќето. Јас решив веднаш првиот месец од како бев избран во 2017 година, го поставив и после тоа со иницијатива на повеќе невладини организации во Гостивар организиравме да имаме мрежа, поставени до сега 5, за следниот период уште 5 други во сите критични места во градот. И сето тоа е сега во веб страната на нашата општина и граѓаните можат да видат 5 мерачи организирани во една мрежа, да видат во секој момент колку е загаден воздухот во различни региони во градот, зашто би јавно сакал да се заблагодарам на одредени активисти кои што доброволно ни помага заедно со нашата администрација сето ова да го организираме и освен град Скопје, ја не знам дека има друг град со така организирани мерачи на загадување на воздух. Спомнавте депонијата. Имаше едно истражување во Македонија дека секое населено место, во секое населено место има најмалку по 3 депонии. Еве вие како градоначалник, зошто во Македонија има проблем или зошто не може да се реши проблемот со собирање и третирање на отпадот во Македонија? Тоа е проблем во секој град. Некој нерешлив е, нема заинтересирани кои сака да вложуваат во тој бизнис или има некоја трета причина? Дефинитивно е решлив. Значи, ние и размислуваме и за чистењето на градот, да дадеме, да биде тоа аутсорсинг, да организираме некоја компанија која што би земала тоа што го плаќаат граѓаните, да го плаќаат на приватна фирма и тие подобро да го организираат и чистењето на градот, меѓутоа и а не да биде јавното предпријатие. Ја мислам дека јавните предпријатија тоа е више искуство со сите општини. Меѓутоа и во Гостивар, иако инвестиравме доста во тоа, меѓутоа резултатот повторно во одредени точки во градот се собира повеќе отпад. И тоа некако не се успева да биде така како што треба. И тоа ви велам не е во една општина. Со одредени инвеститори што доаѓаа во нашата општина велеа дека Македонија за жал е голема депонија. Нема ни една депонија која што има регулиран статус. Значи дури и Дрисла е полулегална. Не е баш како што треба, не ги исполнува сите стандарди и велеа дека сите отпадокот, значи тоа е богатство. Секаде во странство се третира како богатство од кое што може да се произведува енергија или да се рециклира или повторно да се употребува. Не знам зошто владата ги зема ингеренциите. Ја разбирам, можеби имаше тенденција за да ги даде на ист концесионер сите, бидејќи нели секој што инвестира бара повеќе жители да има во регионот кај што инвестираат и не ги дадоа за 3,5 години, меѓутоа не ни дадоа ни нас да најдеме решение. Ние имавме инвеститорот. Практично ви ги врзаа рацете на градот. Практично ние бевме во позиција само кога доаѓаат да разговараме и да им кажеме дека мора да одите во Министерството за животна средина, нашите ингеренции се одземени. Во текот на вашиот мандат на неколку наврати владата одлучи да ви ги земе надлежностите во образование и во други области каде што вие како општина имавте надлежност. Како тоа се одразуваше на вашата секојдневна работа? Искрено, тоа се случува прв пат во овие 30 години на некој градоначалник 2 пати да му се земаат надлежности. Дури ние збориме во Македонија,
најголемиот диктатор што ја знае Македонија е господинот Груевски. Сега не се случи Груевски да му одземе и ингеренции на Заев, кога беше опозицијски градоначелник. Единствено на оваа влада и се случи на ние сме единствена урбана опозицијска општина. Единствена, не постои, Гавадар си беше и таму и ваму. Ние сме единствена. И на единствената опозицијска општина да и одземеш два пати надлежности за именување на директори е скандал пар екселанс. Меѓутоа, што се очекува од оваа компилација на влада која што е полурежимска, веќе и од меѓународниот фактор наречена хибриден режим. Тие хибридни режимски симптоми први почнаа да се покажуваат во Гостивар. И не знам дали се сеќавате, ја може би бев првиот меѓу тие кои што кажуваат дека не се разликуваат многу Заев и Груевски, не се разликува многу владата на Груевски и владата на Заев, бидејќи имаат заедничко нешто, а тоа е ДУИ, што практично како дел од геномот на минатиот режим помина во геномот на СДСМ и ја претвори во хибриден режим. Нас ни одзема надлежности, меѓутоа ние повторно успеавме да направиме многу во нашите училишта. Тоа нон-стоп ние го прикажуваме и во јавните социјалните мрежи. Значи инвестиции, например, има едно училиште Гоце Делчев во Гостивар кое што имаше кров катастрофален кој што беше скандал во изборите 2017 година. И за капитални инвестиции во училиштата треба Министерството за образование да инвестира. Ни враќаа проект 2, 3, 4 пати и после тоа изнајдовме решение повторно со Швајцарска амбасада и со UNDP. Гледате, сите проекти што ги спомнувам се со амбасади и со одредени невладини организации кои што ја помагаа нашата општина. Гледате, нема ни еден проект од владата која што да направила нешто во нашата општина. Практично Гостивар се рачунаше од Идејата била да се покаже дека вие не сте добар градоначелник. Не умеете, не смеете, не можете, меѓутоа сепак ја мислам дека посебно анкетите од да речеме повеќе невладини организации, па и почнувајќи од ИРИ, почнувајќи од амерички невладини, наши невладини, пак излегува дека општина Гостивар е меѓу општините кои што влева најголема надеж и имаат најголема доверба граѓаните. Во изминалата недела најавивте дека е можна или разговарате за можна изборна соработка со опозицијската ВМРО ДПМН. Дали имате до сега нешто договорено или уште разговарате? Значи, ние пред 2-3 месеци започнавме во јавните наши дебати да и кажеме на ДУИ да излеземе од прв круг, сами тие, сами ние, и да се мериме на терен. Изборите се најдобра анкета. И после тоа се случи 2-3 недели после тоа ги видовме во кабинетот на Заев, Ахмет и Заев кај се договараат. После тоа им се приклучи и БЕСА и ДПА. Нас не ни преостануваше друго нешто, освен и ние да размислиме за евентуална соработка. И веќе во опозицијскиот блок. Опозицијски блок, меѓутоа на локално ниво нормално ќе имаме соработка и одредени партии кои што се дел од власта. Нормално, кај што ни покажуваат математиките, дека можеме со турска, со бошњачка, со ромска партија да соработуваме, ќе имаме без разлика дали се позиција или опозиција. Одлучивме да соработуваме. Денеска ќе биде објавена таа соработка, се надевам за 2-3 часа тоа ќе биде и во сите вести објавено. Има договор во одредени општини да имаме соработка во првиот круг. Во одредени општини можеме да се помагаме кај што сметаат нашите ограноци дека може евентуално да има придобивка од тоа и ВМРО или алијанса со алтернатива, така да моравме на овој потек, шаовски потек на ДУИ и СДСМ да одговориме со контрапотек и тоа е на крајот на краиштата нашите граѓани, посебно албанци, бараат веќе промена да има и во албанскиот блок, нели 20 години се во власт се ДУИ и на локално и на централно ниво, со ретки исклучоци, ете 3 општини кои што се опозицијски.
И навистина тие граѓани сакаат да видат надлеж, сакаат да видат резултати со кои што ние ќе можеме да ја донесеме таа промена. Јас сум многу оптимист дека крајот на октомври веќе ќе се осети таа промена и во македонските, меѓутоа и во албанските општини. Интересно е дека првата реакција на ДУИ околу вашата најава за соработка со ВМРО најде на една нервозна, прилично нервозна реакција. Што мислите, кои се причините? Зошто толку нервозни, кога се знае дека ДУИ 11 години беше во коалиција со ВМРО? Да, и тоа со Груевски. Со Груевски, со режимот на Груевски. Да. И јас се зачудив колку беа нервозни ДУИ тој ден кога јас во една пресконференција за мобинг над вработени во граничната служба во Македонија, меѓу другото бев прашан и за евентуално соработување. Истиот ден одредени портали на ДУИ направија 10 вести против мене и Алијанса за албанците. Утре дента и продолжуваат со тоа темпо. Некако се нервозни се прво бидејќи знаат дека нивниот пат ќе почне од Кичево. Значи, падот на ДУИ како политичка партија ќе биде со губење на нивната општина во Кичево, каде што веќе направија како Има раскол меѓу раскол има двајца кандидати кои што ја мислам дека нема да поминат добро таму и ние размислуваме сега да имаме наш кандидат. За Кичево ние немаме соработка со ВМРО, значи немаме договор. Имаме за 5 општини Чаир, Гостивар, Тетово, Дебар и Струга и за град Скопје имаме соработка. Ова е соработката, за другите општини ви реков можеби втор круг може да соработуваме. За Кичево ние ќе размислиме како да постапиме, дали ќе имаме наш кандидат или би гласале за некој од опозицијските кандидати кои што се излезени таму. Меѓутоа, дефинитивно од Кичево ќе почне падот на ДУИ. Тетово по анкетите гледам дека има огромни шанси, бидејќи има многу луѓе кои што се анти третото кандидирање на господјата Теута Арифи. Дебар и Струга мислам дека имаме добри шанси, Чаир исто така и другите општини да не ги спомнам. Мислам дека ќе биде добра и коректна битка, политичка битка, во која што во повеќето општини најверојатно ќе победат коалицијата Алијанса и Алтернатива и ова нормално ги прави ДУИ да се загрижени. Тие сега не критикуваат зошто соработуваме со ВМРО, која што има веќе одредени нови ликови во сите ново раководство, не соработуваме со Груевски, одредени министри на Груевски од ДУИ сега не критикуваат нас зашто соработуваме со ВМРО, која што ви велам има комплетно ново раководство. Дали во изминатиот период и во, да речеме, последните парламентарни избори и во претходните локални избори, вие како опозицијска партија имавте критики дека во текот на изборите имаше многу изборни нерегуларности, полнење кутии, крадење гласови, купување гласови. Сега вие како опозиција имате ваши членови во избирачките одбори, во ДИК, во општинските комисии. Дали можете да решите дека на овие избори власта нема да може да краде, да купува и да манипулира? Ја ќе кажам, например, медиумски простор. Ова можете да го видите, да го отворите колку Алијанса имала медиумски простор во изборите 2020 година. 6 часа. ДУИ 116 часа. Значи 6 со 116. Немавме членови во избирачките комисии. Сега ќе имаме. И фингерпринтот, со фингерпринтот вие исклучете 15 до 20.000 полнети кутии. Еве ја неколку настапи сум кажал дека во зајас, ако има ДУИ половина од гласовите што ги имала во 2020 година, во било кое избирачко место, ја тогаш нема да се бавам со политика, никогаш. Значи, толку се тие гласови кои што се полнети во одредени планински села во Тетово, не велам дека се во градот Тетово, во Сарај, во Зајас, во Осломи, во Пластница, во Долнени. Дали сега таа опасност? Ја мислам дека со фингерпринтот тоа ќе се редуцира, можеби, не знам колку гарантира, 95% ако не се лажам, само во 5% на територијата може да не функционира фингерпринтот, иако има бекапи за тоа, меѓутоа тоа ќе се минимизира.
Ако полнеле кути, тоа што ги купуваат гласовите, тоа е друго. Тоа не можеме да го редуцираме. И ако треба да се направи јавна кампања кај народот дека не е убаво да се продаде глас на тие што те малтретираат 20 години. Повторно да им дадеш, повторно следните 4 години, како да речем, да те злоупотребат за 500 денари, 1000 денари или 1500 денари. Меѓутоа, полнетието на кутии и тоа на вандалски начин, тоа се повторуваше. Се надевам, овие избори веќе имаме членови на комисија, имаме фингерпринт. Дека нема да се случи. 15 до 20.000 помалку ќе имаат во советничките листи, ете, има 102.000, сега нема да имаат повеќе од 85.000 гласови. Господин Траоре, благодарам на разговор. Благодарам уште еднаш на поканата.